Големиот филозоф Јохан Готлиб Фихте се истакнал со своите идеалистички поставки и одбрана на слободата. Јохан Готлиб Фихте роден е 1702 година, живеел до 1814. Студирал теологија во Јена, воодушевен од идеите на Кант, покасно бил професор во Јена. Меѓутоа, бил отпуштен од професорскиот ангажман заради неговото бранење на слободата со своето дело Говори до германската нација. Во тоа време особено се залагал да се отвори универзитет во Берлин. Тоа се случило и тој бил прв негов ректор. Неговото најпознато дело е Основата на општото учење за науките, во кое се истражуваат нужните функции на духот како предпоставка за всевкупното искуство и за сите науки. Философските погледи на Фихте представуваат субјективен идеализам. Субјективниот идеализам на Фихте ги отфрла нешата по себе. Тврди дека само идеализмот ги истакнува јас, човековата суштина и духот што овозможува човекот да биде независен од надворешното. Вистинската задача на човекот според Фихте е стремежот кон возвишување, бескрајно усовршување. Најважно е слободното дело, исполнување на должноста што имаме како луѓе и во однос на другите луѓе, што треба да доведе до создавање на светска морална култура. Друг значаен филозоф во германската класична философија е Фридрих Шелинг. Тој е исклучителен филозоф со голем придонес во развојот на германската и светската философија. Минал низ различни мисловни фази, но сите се со идеалистички карактеристики. Фридрих Вилхелм Шелинг, роден 1775 година, живеел до 1854. Студирал во Тюбинген теологија, философија, математика и природни науки заедно со Хегел. Бил ученик на Фихте, а потоа професор во Јена. Бил главен филозоф на романтичарското движење. Негови главни дела се идеи за философијата на природата, систем на трансценденталниот идеализам, Бруно или за природата и Божиот принцип на нештата. Во своето филозофирање поминал низ 5 етапи, и тоа во првата како субјективен идеализам, каде ја следи философијата на Фихте, во втората како философија на природата, кога природата е смета за оживеана и самотворечка, во третата како објективен или трансцендентален идеализам, каде филозофијата на природата ја дополнува со апсолутна свест, чиј развој значи откривање на апсолутот. Во четвртата философија на идентитетот, што е философија на уметноста под влијание на Бруно и Спиноза, а апсолутот е представен како идентитет на сите различности. И во петата, како политичка философија во која говори за разликата меѓу Бог и светот. Заедничкото на сите етапи е преминот кој го прави Шелинг од субјективниот кон објективниот идеализам. Тој главно зборува за идентитетот на природното и духовното. Во неговата философија секогаш е присутен развитокот како производ на две спротивставени сили. Кантовата филозофска мисла е наречена коперникански пресврт. Имануел Кант е најзначаен филозоф во модерната епоха, бидејќи на неколку полиња дал изворедни научни резултати. Во филозофијата поставил нов научен метод и постигнал големи достигнувања во сите филозофски дисциплини, како на пример теорија на сознанието, етика, естетика, филозофија на религијата, политика и така натаму. Имануел Кант роден е 1724 година, а живеел до 1804. Роден во Кенигсберг, учел во своето место, а потоа таму бил наставник. Кантовите прочуени дела се критика на чистиот ум, во која ја објасна природата на човековото мислење, критика на практичниот ум, каде ја обработува теоријата на човечкото однесување со изразит восхит кон моралот, критика на моќта на просудување, каде се испитуваат естетските чувства и смислата за создавање. Нашиот ум, според Кант, е сконцентриран на трите прашања. Што можам да знам, што треба да правам, на што може да се надевам. Априорното сознавање Кант го представува како можност за сознавање пред искуството, например сознанијата во математиката.
Разликата меѓу сознанието априори и сознанието апостериори се состои во следното. Кај априори сознанието имаме независност од искуството. Тие сознанија се општи и нужни и нема исклучоци. Кај апостериори сознанието имаме зависност од сетилноста, потекло од искуството. Ставот на Кант спрема материјата и формата е следниот. Материјата на искуството се осетот и неговите разни квалитети, например боја, тон. Формата е психички елемент од априорното. Таа е неемпириска, неискуствена. Априорната мок на сознание има три функции и тоа. Чистата сетилност, каде припаѓаат сите перцепции на просторот и на времето. Разум се занимава со поимите и научните судови. Тоа се чистите поими или категории. И ум, идеи како дело на умот и можност за постојање на метафизички сознанија. Кантовиот категорички императив представува прецизно морално барање кое мора да се изврши, а нема некоја надворешна цел. Категоричкиот императив гласи: постапувај така што максимата на твојата волја секогаш да има вредност како принцип на сеопшто законодавство. Посебната хуманистичка формулација на императивот гласи: постапувај така што човекот да ти биде цел, а не средство. Хегел изгради најразвиен филозофски систем на објективен идеализам. Роден 1770 година, живеел до 1831. Студирал теологија и филозофија. Прво е бил домашен учител, а потоа директор на гимназија. Од 1818 година е професор на Универзитетот во Берлин. Негови главни дела се Феноменологија на духот, Наука на логиката, Енциклопедија на филозофските науки, Филозофија на правото, Историја на филозофијата, Естетика и други. Хегел се обиде да ја представи суштината на човековото мислење и постоење како судир на спротивностите и преку создавање синтеза од противставените позиции. Тој метод се нарекува диалектички метод. Хегел ја разбира диалектиката како пат на саморазвиток на духот, што истовремено е пат на движење и развиток на светот. Основата на Хегеловата диалектика се состои во учењето дека секој поим во себе иманентно е содржи својата спротивност и тие диалектички се одменуваат. Формата би била теза, антитеза, синтеза. Во синтезата се сочувани важните квалитети, а се негираат непотребните. Суштината на развојот ја покажуваат следните диалектички закони. Се е противречно, како израз на внатрешните спротивности. Квантитетот поминува во квалитет, преку негација да се дојде до квалитет. И негирање на негацијата. Поимот се негира кога ќе се постави во нешто друго. Својот филозофски систем Хегел го развива низ три области, и тоа: првата е логика, втората е филозофија на природата и третата е филозофија на духот. Логиката го опфаќа основниот поим како појдовна точка. Тој е битие како извор на сите други поими, например суштина, закон, квалитет и други. Природата во Хегеловиот систем се поставува наспроти поимот како оттуѓување од поимот или друго битие. Основно во природата е материјата, тоест основна граѓа за се. Со процесот на индивидуација настануваат единки со човекот како највиш организам. Се воспоставува субјективниот дух. Во филозофијата на духот, Хегел го представува движењето на освестениот дух. Субјективниот дух е почеток на човечката историја. Слободата на ближите станува закон и граница на индивидуалноста. Наспроти субјективниот дух се воспоставува објективниот дух во смисла на општество, заедница, семејство, морал, право, собственост, држава. Развитокот на објективниот дух води кон апсолутниот дух како трет степен. Во субјективниот дух, духот е роб на афектите. Во објективниот дух, тој е ограничен од институциите. Во апсолутниот дух е слободен и се враќа кон себе. Во апсолутниот дух има три фази на независност, низ идеалите на убавината, на Бога и на вистината.
уметност, религија, филозофија. Филозофијата на човекот ќе му даде свест за кружниот пат од идејата до апсолутот, преку природата и развојот на духот, до повторно враќање во самиот себе. Основа за се за Артур Шопенхауер е волјата. Основните биографски податоци за Шопенхауер се следните. Роден 1888 година, живел до 1860. Бил син на банкар, меѓутоа ја отфрлил банкарската кариера и се посветил на природните науки и филозофијата. Докторирал на Јена во 1820 година, станал предавач на Универзитетот во Берлин, но поради моќта на Хегел не можел да се пробие, па се преселил во Франкфурт. Бил мизантроп и женомрзец. Артур Шопенхауер бил под влијание на Платон, Кант, Шелинг и индиската филозофија. Неговите познати дела биле Светот како волја и представа, За волјата на природата, два основни проблеми на етиката, афоризми на животната мудрост и така натаму. Според Шопенхауер, волјата ги создава појавите и проблемите во животот на човекот. Еден од најголемите проблеми за човекот за Шопенхауер е неговата незапирлива волја за живење и моќ. Шопенхауер бил песимист, а тој според него потекнувало стремежите на човекот кои не може да се задоволат. Шопенхауер се нарекува волунтарист, бидејќи во основа на постоењето ја става волјата. За него, волјата не може да се свати со разумот рационално, таа е ирационална. Дури и самиот разум е орудие на волјата. Шопенхауер како песимист, мизантроп, вели дека ово е еден од најлошите можни светови во кој владее болка и кога би бил уште малку полош, светот сосема би исчезнал. Артур Шопенхауер вели дека волјата е познание априори на телото, а телото е познание апостериори на волјата. За Шопенхауер етиката представува сочувство со другиот. Во својот ироничен приказ на вообичаената човекова седмица, Артур Шопенхауер вели: човекот 6 дена е во беда на живењето, а 7-миот се досадува. Улогата на творењето и доживувањето на уметничките дела за Шопенхауер имат улога на катарза, помагаат за кусо време човекот да се ослободи од секојдневицата, грижите, проблемите на живењето. На некој начин тоа е душевно прочистување. Шопенхауер, излезот од болката и страдањата во животот, го бара во одрекување од својата индивидуалност со згаснување на својата индивидуална волја за општата волева основа на светот, а тоа би било нирвана. Тука го гледаме будистичкото влијание. Основоположник на позитивизмот е Огюст Конт и тој инсистира целото познание да стане научно. Огюст Конт е роден 1798 година, а живеел до 1857. Студирал на Високата политехничка школа во Париз. Потоа предавал математика и механика и ги критикувал академските кругови за недостојна научна политика, како и за фактот што не ја прифаќаат неговата филозофија. Имал тежок живот, се издржувал од помошта на колегите. Своето учење го изложил во делото Курс на позитивната филозофија. Своето учење го изложил во делата Курс на позитивната филозофија, Расправа за позитивниот дух, Систем на позитивната политика, Позитивистички катехизам и така натаму. Позитивизмот инсистира на се она што е сетилно дадено, достапно и восприемливо како појава. За човекот е неопходно реално знаење кое е потребно да се предвиди, а со тоа и да се действува. Своите идеи за развој на научното сознание, Конт ги објаснува со теоријата за 3 стадиума на развојот на знаењето. Тие 3 стадиума се теолошкиот, каде сите појави се објаснуваат со надприродни божествени сили и суштества. Потоа метафизички, каде појавите се толкуваат со поеми, абстракции кои се сфаќаат како суштина на предметите, например субстанција, атрибути, својства, ум, душа, живот, енергија, природа. И на крајот позитивен стадиум, кој е период на организирање на општеството, ширење на науките и засврснување на самосвеста.
Кај теолошкиот стадиум имаме три фази, а тоа се фетишизам, каде имаме обожавање на предмети животни, политеизам, обожавање многу антропоморфни персонализирани божества и монотеизам, обожавање еден персонализиран бог. За Конт, филозофијата представува систем на единство на отделните науки. Терминот кој го создал Конт за науката за општеството е социологија. За филозофијата најважно е откривање на вистината, додека за економијата успешно работење и секако заработување пари. Поимот и науката за економија е создаден од Аристотел. Според Адам Смит, двете цели на политичката економија се да му обезбеди на народот заработувачка и да ја обезбеди државата со приход доволен за јавните служби. Адам Смит го промовира економскиот либерализам, кој значи доктрина на економски слободи, чиј основен израз е идејата на слободен пазар. Основните биографски податоци на Адам Смит се следните. Роден 1727 година, живел до 1790. Бил професор по политика и етика во Глазгов, Шкотска. Бил прв модерен економист. Негово најпознато етичко дело е Теоријата на моралните чувства, а главно економско дело Истражување на природата и на причината на богатството на народите. Моралот за Адам Смит значи отфрлање на егоизмот, велејќи дека не обзема чувство кога гледаме дека другите страдаат заради нашата саможивост. Општа цел е среќа на човештвото, а тоа се постигнува со нашата творечка активност. Суштината на економската филозофија на Адам Смит представува трудот. Тој вели дека вредноста на произведената стока потекнува од вложениот труд, така наречена трудова теорија на вредноста. Решавачки фактор во економијата представува пазарот, каде се реализира или не вредноста на стоката што се продава. Адам Смит вели дека пазарот треба да биде слободен, да нема ограничување од државата и незините институции. Доколку пак интервенира државата на пазарот, тоа доведува до нарушување на основните економски закони и ја разнишува размената на стоката. Слободата во духовна и социјална смисла за човекот представува суштествена потреба и основа за творечко живење на човекот. Џон Стјуарт Мил, роден 1806 година, живеел до 1873, бил приврзаник на Адам Смит и бил против романтизмот, сметајќи дека разумот мора да владее во општествените односи. Домашен пријател му бил Джереми Бентам, кој ја поставил утилитаристичката теза за најголема среќа за најголем број на луѓе. Латински и грчки научил до 5-та година, а на универзитет отишел со својата 12-та година. Во однос со сознанието вели дека тоа е основна асоциација на перцепцијата и нема сознание за нешто што не минало низ искуството. Единствена постапка со која се доаѓа до нови сознанија представува индукцијата, во која од реалните нешта постапно се оди до нови сознанија. Под логика на искуството, Мил подразбира дека во природата постои еднообразност, односно она што се случило еднаш ќе се случи и друг пат. Петте форми на реални односи меѓу појавите во индукцијата на Мил се следните. Метод на согласност. Ако во низа појави забележиме исто нешто, тогаш тоа е причина или последица од тоа нешто. 2. Метод на разлика. Ако постои само една разлика, тогаш таа е суштествена и неопходна за одредена појава. 3. Метод на согласност. Разликата како комбиниран метод, ако повеќе случаи се согласуваат и разликуваат со исти појави, тогаш тоа е нивната причина. 4. Метод на остаток. Ако кај сложените појави знаеме од што е предизвикано нешто, тогаш другите околности се причина за останатите нешта. И 5. Метод на придружни појави. Ако не сосема, туку само делумно, ги измениме околностите поради што нешто се појавува, тогаш може да заклучиме што е причина, ако тоа се јавува секогаш со нова последица. Етичкото учење на Мил представува утилитаризмот. Тоа е најраширена и доминантна етичка ориентација денес. Либерализмот во модерната епоха представува барање на суштествена и универзална слобода за луѓето. Најзначајното дело на Мил е за слободата,
а потоа ги дава своите емпирички погледи во систем на логиката. Основниот став на социјалната критика е дека никој не смее да биде подјармен и малтретиран со непомирливост кон негативностите. Централната точка на социјалната критика беше револуцијата во 1789 година. Најизградени погледи во социјална смисла во почетокот на 19 век беа погледите на социјал-утопистите. Меѓу најпознатите се наоѓаат Клод Сен-Симон, Шарл Фурие. Роберт Овен, богат индустријалец, направил практични обиди во социјални реформи. Тој со утилитаристот и хуманист Джереми Бентам основал компанија во која работниците работеле во човечки услови, градил живеалишта, училишта за работниците и така натаму. Трите става на Сен-Симон беа: политиката да се претопи во економија, политичкото владење над луѓето да се претвори во владење над предметите, важноста на производителите или индустријалците кои ставаат на располагање материјални средства за задоволување на потребите на членовите на општеството. Различните анархистички учења говорат за потребата и можноста луѓето самите без посредници или надредени личности или институции да си ги средуваат општествените односи. Импулсот кој Робеспиер го даде за оваа концепција беше во неговите зборови: народот кој има представници не е слободен. Волјата не може да се представува. Најпознати теоретичари на анархизмот се Пјер Жозеф Прудон, Михаил Бакунин, Пјотар Кропоткин. Визијата на анархизмот е дека во општеството не треба да има власт над луѓето. Понекогаш тоа е придружено со бунтовнички движења против општествениот ред и наметнати норми. Поимот анархија го создал Пјер Жозеф Прудон и неговото учење било дека власта на човек е робство и никој не треба да владее со луѓето, туку секој да биде одговорен за самиот себе. Основа за се за Артур Шопенхауер е волјата. Основните биографски податоци за Шопенхауер се следните: роден 1888 година, живел до 1860. Бил син на банкар, меѓутоа ја отфрлил банкарската кариера и се посветил на природните науки и филозофијата. Докторирал на Јена во 1820 година, станал предавач на Универзитетот во Берлин, но поради моќта на Хегел не можел да се пробие, па се плесерил во Франкфурт. Бил мизантроп и женомрзец. Артур Шопенхауер бил под влијание на Платон, Кант, Шелинг и индиската филозофија. Неговите познати дела биле Светот како волја и представа, За волјата на природата, два основни проблеми на етиката, афоризми на животната мудрост и така натаму. Според Шопенхауер, волјата ги создава појавите и проблемите во животот на човекот. Еден од најголемите проблеми за човекот за Шопенхауер е неговата незапирлива волја за живење и моќ. Шопенхауер бил песимист, а тој според него потекнувало стремежите на човекот кои не може да се задоволат. Шопенхауер се нарекува волунтарист, бидејќи во основа на постоењето ја става волјата. За него, волјата не може да се свати со разумот рационално, таа е ирационална. Дури и самиот разум е орудие на волјата. Шопенхауер како песимист, мизантроп, вели дека ово е еден од најлошите можни светови во кој владее болка и кога би бил уште малку полош, светот сосема би исчезнал. Артур Шопенхауер вели дека волјата е познание априори на телото, а телото е познание апостериори на волјата. За Шопенхауер етиката представува сочувство со другиот. Во својот ироничен приказ на вообичаената човекова седмица, Артур Шопенхауер вели: човекот 6 дена е во беда на живењето, а 7-миот се досадува. Улогата на творењето и доживувањето на уметничките дела за Шопенхауер имаат улога на катарза, помагаат за кусо време човекот да се ослободи од секојдневицата, грижите, проблемите на живењето. На некој начин тоа е душевно прочистување. Шопенхауер излезот од болката и страдањата во животот
го бара во одрекување од својата индивидуалност со згаснување на својата индивидуална волја за општата волева основа на светот, а тоа би било нирвана. Тука го гледаме будистичкото влијание. Духот во современата епоха се карактеризира со оценување на мислите, намерите, духовните ориентации, животните сили, начинот на однесување, личната и општа култура. Како најрадикален духовен критичар се појавува Фридрих Ниче. Фридрих Ниче, роден 1844 година, живеел до 1900-та, најконтравезна личност со импулсивен карактер, роден во протестантско свештеничко семејство. Прво студирал теологија, а потоа класична филологија. Кратко бил професор по класична филологија на Универзитетот во Базел. Неговиот живот бил трагичен, иако страстно го сакал. Творештвото на Ниче имало 3 периода, и тоа. Во првиот бил под влијание на Шопенхауер, ја истражувал антиката и бил посветен на уметноста. Во вториот се занимавал со науката и со сознанието на вистината. Во третиот бил насочен антихристијански, заратустрички период, кога се навраќа на големите извори на светската мисла. Неговите најпознати дела се Така говореше Заратустра, Од онаа страна на доброто и злото, Генеалогија на моралот, Антихрист, Еце Хомо, Волја за моќ. Ниче во своите дела ја критикува модерната западноевропска цивилизација, малограѓанштината, догматизмот, робувањето на авторитети. Вистинска филозофија за Ниче била она од предсократовскиот период, бидејќи постоело единство меѓу културата и животот. Модерната европска култура е нихилистичка, затоа што вредностите немаат смисла, бидејќи се во спротивност со реалниот живот. Најголемиот неморал за Ниче е борбата на моралот против инстинктите на животот. Ниче бара превреднување на сите вредности, инсистирање на волјата за моќ, како вистинска реалност, бидејќи тоа е самиот живот. Мерилото за вредност е потврдување на волјата за моќ, појавата на исклучителни луѓе со силна волја. Потребна е појава на надчовекот, а тоа е слободна личност која има животна енергија, духовна сила да твори и создава, смела, која не подлегнува на никакви правила, освен онија која самата се ги поставува. Од аспект на постојниот морал, надчовекот прави зло, ги отфрла наметнатите вредности, тој е надвор од доброто и злото, и морализам. Со гнасење гледа на луѓето со слаба волја за моќ, кои проповедаат морална еднаквост, демократија и социјализам. Една од основните тенденции на новиот век е будење на самосвеста како начин на себе разбирање. Данскиот философ Сорен Киркегор се смета за воспоставуваш на екзистенцијализмот. Сорен Киркегор, роден 1813 година, живел до 1855. Роден во Копенхаген, воспитуван во религиозен дух, оптоварен од раната младост со исчекување на неодредена казна. Студирал теологија и философија. Се влюбил само еднаш, но ја напуштил вереницата бидејќи премногу е сакал и сметал дека со него не би била среќна. Негови најпознати дела се Дневникот на заводникот, Страв и треперење или Поимот на тегобноста, Болест на смрт, Философски трошки и други. Критиките на Киркегор биле насочени кон филозофскиот систем кој сакал сите идеи и негови делови да ги направи компактна целина. Киркегор го предпочитал личниот однос на човекот кон светот. Основниот проблем за него е екзистенцијата како единечно постоење во светот. Самата личност е единствена вистина. Вистината постои само во субјектот. За Киркегор, човекот како екзистенција е случајна, несигурна, минлива, конечна и неповторлива единечност. Вината, гревот и очајот на човекот произлегуваат од ситуациите или, да избира, а не знае што да направи. Тој се наоѓа во безизлезност и неможност да се определи, а единствено сигурна му е смртта. Екзистенцијата во својот развој поминува низ 3 стадиума. Првиот – естетски живот, кога личноста им се препушта на сетилата, фантазијата, задоволството на мигот, идеалот е Дон Жуан. Вториот
етички живот, кој е постапување од должност во согласност со животниот повик, действување со етичка обврска кон другиот, идеалот е Сократ. Третиот, религиозен, кога животот се поставува во релација со апсолутот Бог, идеалот е Исус Христос.